Заради оптимално производство на електрична енергија, инвеститорот Хидроосогово наместо на постојниот предвидените хидроцентрали ќе ги инсталира на нов цевковод, во кој ќе инвестира дополнителни од 500 до 750.000 евра. Ке се гради нов цевковод за водоснабдување од калин камен, на кој ќе бидат инсталирани новите хидроцентрали во Крива Паланка, за кои веќе е потпишан договор за јавно-приватно партнерство помеѓу фирмата Хидроосогово и јавното претпријатие Комуналец од Крива Паланка. Ваква одлука донесе Советот на општината, кога од страна на приватниот инвеститор беше посочено дека од постојниот цевковод од калин камен нема да може да се обезбеди производство на електрична енергија. Постојниот водоводен систем од калин камен има челичен цевковод, кој е стар околу 40 години со повеќе преградни комори и големи висински разлики, што доведува до големи загуби на вода, тешкотии во водоснабдувањето и од него нема да може да се обезбеди оптимално производство на струја. По извршената анализа проценивме дека е најдобро да изградиме нов водовод во должина од над 5 километри со кој истовремено ќе се обезбеди и почиста вода, многу помали губитоци на вода, поквалитетно водоснабдување и поголемо производство на електрична енергија. Со тоа општината ќе добие повеќе бенефиции, а и поголеми приходи, објаснува Кочо Андјушев од новооснованата фирма Хидроосогово, која ќе стопанисува со новите хидроцентрали. Новиот цевковод од калин камен ќе биде изграден од стаклено-пластични цевки со рок на траење од 200 години, зашто приватниот партнер ќе вложи дополнителни од 500 до 750.000 евра. Сегашните цевки со диаметар од 219 мм ќе бидат заменети со ГРП цевки од 300 мм, што ќе овозможи прифаќање и транспорт на поголемо количество вода до градот. Освен новата линија и стариот водовод ќе се одржува во функција со минимален проток на вода, што ќе значи двојна сигурност во водоснабдувањето на Крива Паланка, вели Андјушев. Според новото решение, наместо 5 ќе бидат изградени 4 хидроцентрали, по 2 на водоснабдителните системи од калин камен и Станечка река, а вкупната инсталирана моќност ќе изнесува 681 киловат. Целокупната инвестиција е на приватниот партнер, а ќе чини околу 2,5 милиони евра. Наместо 480 киловати, колку што беа предвидени со тендерот, првично понудивме 610, а со новото решение ќе обезбедиме инсталиран капацитет на хидроцентралите од дури 681 киловат. Тоа ќе овозможи производство на струја за речиси 50% повеќе, истакнува Андјушев. Зголемениот капацитет ќе придонесе и за поголеми приходи за општината, на која според договорот и припаѓаат 17% од целокупното производство на електрична енергија. Општина Крива Паланка ќе добива околу 60.000 евра годишен приход од овој проект, без да вложи ниту денар сопствени средства. Паралелниот водоснабдителен цевковод пак ќе го реши проблемот со водоснабдувањето за наредните 100 години, вели градоначалникот Арсенчо Алексовски. Според договорот, приватниот инвеститор ќе стопанисува со хидроцентралите 30 години, пошто тие ќе преминат во сопственост на општина Крива Паланка.